Браќа македонци и сестри македонки, се јавуваме од граничниот премин Меджитлија Ники на македонско-грчката граница, каде што денеска бевме спречени како делегација на Единствена Македонија да влеземе и да појдеме во селото Нивици. Тука, како што гледате, пошироката делегација на Единствена Македонија беше фактички малтретирана околу 4 часови со разнорадни информативни разговори од страна на цивилни полициски службеници на грчките органи. Ова е голем срам за Европската унија, каде што членка и е Грција. Без никаков основ беше забранет влез и беа изречени мерки од страна на грчките погранични органи за забрана за влез за наредните 3 години. Која беше нашата цел денеска да појдеме во Нивици? Точно на овој ден, на 17 јуни, пред 5 години, во Нивици, странските измекари Зоран Заев и Никола Димитров го склучија Преспанскиот договор, со кој се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Тоа што го слушате од марионетската власт во Скопје, дека Преспанскиот договор е завршена работа, дека е конечен, заборавете го. Договорот е ништовен и може да се поништи според основниот документ на меѓународното договорно право, а тоа е Виенската конвенција за правото на договорите. За валидноста на еден меѓународен договор потребно е да постои слободно изразена волја на договорните страни, договорот да биде склучен од надлежни државни органи и договорот да има дозволен предмет на договарање. Преспанскиот договор не ги содржи овие меѓународно правно признати услови и оттука договорот е ништовен. Во мојата книга, насловена како Меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција, која беше промовирана лани на 4 годишнината од договорот, детално се дадени и образложени правните основи и постапката како да се поништи договорот со Грција, кој што е капитулански и штетен за Македонија. Уште повеќе, договорот е илустрација на едно тешко предавство на основните начела и норми на меѓународното договорно право, а уште повеќе, договорот е едно тешко национално злосторство врз македонскиот народ и врз македонската држава, бидејќи со него се брише се што е македонско. Ова е договорот меѓу Македонија и Грција, или попознат како Преспански договор, кој што сакавме денеска да појдеме во Нивици и да го запалиме. Како што гледате, браќа македонци и сестри македонки, сакавме символично да покажеме со палењето да ја одземеме важноста на Преспанскиот договор. Меѓутоа, мои браќа македонци и сестри македонки, договорот може и реално и вистински да го поништиме доколку народот го сака тоа. Доколку на наредните избори, кога и да се одржат, народот ни ја даде довербата, ветувам дека Единствена Македонија ќе го поништи договорот со кој што се брише се што е македонско. Можеме, знаеме и умееме да го поништиме овој договор, кој мора да се поништи и ќе се поништи. На крај, нека ни е вечно библиското и историско име Македонија. Македонија од предвечност до вечни времиња. Амин. Амин. Амин.